Политичката нагазна мина која на Мицкоски му ја подметна европските сестрински партии преку експлозивните паралелни покани за неистомислениците, не може да ја видат само оние што од курентни причини сакаат да останат заслепени од неговите проблесоци и да не го видат јаркото светло кое го рефлектираше бомбата од Хелсинки. На оние неколку имиња кои што вчера се појавија во јавност, кои што мислам дека сами си пуштат информации дека се некаква си делегација, апсолутно не е точно. Ваквото очигледно политичко слепило наликува на однесувањето на градоначалниците кои покрај загадувањето за кое немаат решение, наместо да ја прифатат сопствената одговорност за темните облаци кои се надвиснати над градовите кои ги предводат, прстот го насочуваат кон гастрономските афинитети на граѓаните. Не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу близко на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци на мерната станица. За да нема недоумица околу тоа кој е виновен за тоа што се случува, веројатно е добро сите оние што си чукаа в гради и набројува негативни појави поради кои ним треба да им се даде довербата. Уште еднаш да се преиспитаат и да си ги преслушаат, ако ништо друго, барем своите предизборни спотови. 100 причини зошто нема да гласам за ВМРО ДПМН е. Причина 12. Затоа што сме земја со најзагаден воздух во Европа. Токму поради тоа, за на многумина да не им падне мрак на очи, изгледа дека е неопходно да се прекине со непотребното сеење политичка магла. Оти обидот во неа да се улови нешто што се лови во матно, е однапред осуден на пропаст. Како треба да постапи владата во овој случај? Треба да искубе гуската без да крекне гуската. Сега се извинувам што ќе го искористам вашиот израз, но гуската крекна. Тоа гакање на гуските би требало добро да се слуша, бидејќи натаму се наликува на истата бара, во која диво во државни јасли се вдомуваат најблиските на партиските функционери. А тие, наместо да се припитомат, уште и продаваат ефтина демагогија, заборавајќи што самите говореле на темата. Да, од толку многу професори, Мицкоски бил асистент токму кај неговиот родител. Јавно достапните информации се основан сомнеш дека тоа може би го направил преку непотизам, благодарение на неговиот татко Иван. ВМРО ДПМН и го честита вработувањето во Централниот регистар на Струмица на Фанија Костадинова, мајката на Костадин Костадинов. Во Македонија правата и обврските важат еднакво за сите, истото тоа важи и за членовите на моето семејство. И на крајот, реалноста е за жал сурова, толку што дури и отварањето на дебатата за праведниот данок откри кое навистина ни е нивото. Срамота е едно општество официјално да каже дека си богат ако заработуваш 1500 евра плата. Во Норвешка социјалните случаеви заработуваат повеќе. Не е срамота да признаеш дека си од сиромашна држава. Срамота е државата да не преземе ништо за тоа да го смени.